Кочанските угостители велат дека уште сега имаат закажано свадбени свечености за јули и август 2017 година. Практично ударните термини главно се зафатени. Тоа кажува дека кога се венчавките во прашање, најударни се месеците кога во државата се враќаат голем број печалбари кои живеат и работат во странство, ама свадби прават дома со најблиските. Дека е така потврдува и статистиката. Во Македонија во 2015 година се склучени за 2,7% повеќе бракови отколку во 2014 година. Искажано низ бројки, лани во брачните води запловиле 28.372 девојки и момчиња, кои склучиле 14.186 брачни заедници. Може би уште поохрабрувачко е тоа што истовремено е регистриран мално значаен пат на разводите, и тоа за 0,5%, односно се развеле 2200 брачни парови. Во последните години, во услови на транзиција и миграција, најмногу бракови се склучуваат во август. Например, лани вкупно 1844, нешто помалку околу новогодишните и божикните празници, а двојно и речиси тројно помалку во другите месеци од годината. Например, во март 2015 година биле вклучени само 700 бракови. Статистичарите ја пресметали возраста на која момчињата и девојките најчесто се женат. Кај младоженецот таа е на 29, а кај невестите на 26 години. Тие податоци сами по себе зборуваат дека во овие години на транзиција и на миграција кон развиените земји браковите се склучуваат во бранови. Пресуден фактор за тоа е наливот на новосклучени бракови во време на летните одмори и новогодишните и божикните празници, кога гастарбајтерите се враќаат дома за да создадат брачна заедница и да оформат семејство. Затоа не случајно во август свадби се прават буквално секој ден и не се води сметка за традицијата тоа да биде во недела. Најкритични години за опстанок на бракот се првите 3, кога младите се судруваат со најголеми обврски по тој основ. Следната криза доаѓа во 7-та година, а кога преграмат овој период, потоа доаѓа постабилен брак во кој главно има надминување на проблемите.